Здравствуй, точно повторно зборувам за една спортска тема која се одвиваше во претходниот период, а тоа е рагби СВНС серија во Соединетите Американски држави, каде покрај домаќинот уште учествува Австралија, Канада, Јапонија, Фиџи, Шпанија, Обединетото кралство и Аргентина. Отприлика тие се државите кои имаат најсилни репрезентации и може уште некоја да се додаде, но во овој турнир не учествува. Затоа често и во ваквите турнири нема квалификации, зашто е мал број на репрезентации кои вкупно во светот предвенствено имаат, а потоа од нив уште помалку имаат и квалитет. Се игра турнир, нели, секој со секого, па потоа за места, стандард за рагби, мал број на репрезентации, по неколку надпревари во текот на денот, затоа и обично овие надпревари се играат и за викенд, со преноси на овие телевизии, на телевизии каде во држави каде рагбито е во подем, во раст, и затоа треба да продолжи да се развива секој еден спорт. Јас уште кога правев анализија стратегија за спорт, кажав дека кај нас треба да се развива секој еден спорт, вклучително и рагби, да почнеме да правиме рагби, да вложуваме во овој спорт, да имаме стадиони, игралишта, каде ќе се игра, тимови со лига и првенство и куп, потоа на континентални првенства и на крај ЕСП и лои, се разбира, најважното нешто, круна, врв на надпреварувањето. Во спортот изненадување имало и ќе има, тоа е случај со рагбито, но дека некој ќе ги предизвика овие репрезентации во овој момент, тешко е да се очекува. Инаку вакви серии СВНС се неколку и се играат еднаш годишно. Се надеваме дека наскоро и ние ќе учествуваме на сите овие турнири, домаќини, не само што ќе учествуваме, туку и ќе ги освојуваме. Пред да се одјавам да ве потсетам, сабскрајбис, лајкови, коментари, споделување, значи следате ме, лајкувајте, коментирајте, споделувајте и да не забораваме да навиваме за нашите спортисти. До нареден пат, поздрав!